Новогодишната магија најчесто се доловува од рачно малите изработени работи. Токму по тој повод во склоп на новогодишните и божикните празници решивме да направиме интервју токму за тоа како се изработуваат рачно изработени новогодишни украси, но се разбира и новогодишни чантички и ранци. Заедно со нас утринава е Виорика Ѓаковска, која што околу 3 години се занимава со рачни изработки и верувам дека ќе имаме многу што да слушаме во продолжение од неа, односно за процесот на изработка, но исто така и дали имаме поголем интерес за рачни изработки во Македонија, во нашата земја или во Молдавија, со оглед на тоа дека нашата гостинка е родом од Молдавија. Да и посакаме добро утро. Фала ви за покана. Ми дојде мило и убаво да се представам, бидејќи не е ни прв пат. Пред 3 години ми дојде идејата за да правам рачни изработки. Тоа беше голема желба и мислам љубовта само од себе дава за да излезат такви работи, уникатни и преубави. За новогодишните сама за себе сакав да имам нешто преубаво и после тоа почна барането од муштерики, бидејќи излегувам премногу убави и многу барање имав. После тоа се одлучив да правам и поголема колекција, поголем избор за новогодишните. Дали вакви рачни изработки правите и за муштери од Молдавија, бидејќи знаеме дека сте родом од Молдавија, и дали всушност има интерес од жителите кои што се оттаму или може да кажеме дека повеќе интерес за вакви новогодишни рачни изработки има од македонците? Да кажам, рачните изработки сега во последните неколку години се барани секаде. Да не кажеме само Македонија или само Молдавија да потенцираме. Бидејќи ретко многу идам во Молдавија, само некои пратки можам да праќам и тоа по нарачка. Во други држави исто праќам по карго или преку некои познати. И не само во Македонија работам, се разбира, се побарани секаде. Значи секаде да. Вакви рачни изработки кои што се изработени со труд, верувам и многу љубов, тоа да може да се види и по самиот изглед. Навистина имаме прикажано овде на масата безброј изработки од вас, кои што дефинитивно го привлекуваат вниманието, верувам, на многумина. Ето и сами напоменавте дека има навистина голем интерес. Сакам да напоменеме нешто повеќе за самата рачна изработка на еден новогодишен украс. И пред да започнеме со разговорот, ви напоменав дека најмногу од сите ми се допаѓа ова новогодишно капче. Може ли да кажеме како по-детално се изработува? Првен бираме големината, потоа бираме бисери, колкави бројче би идела на ваква изработка. После тоа го изработиме, почнеме од доле па нагоре и ги комбинираме боичките за да испадне и после додадеме некој деталче. Ако е лампионче, ќе додадеме некој закачување. Ако е некој сувенирче, пример, како ова или како ова, бидејќи ова е сувенирче што стои. Така ги изработувам за да има и цврсто, и убаво, и да привлекува, да. Вака изгледа малечко, дека не бара многу внимание и време при процесот на самата изработка, но ми напоменавте дека не е така. Не е така. Навистина се бара многу труд и многу време. Бидејќи колку се поситни, се посладки, попривлечени, ама повеќе време. Колку време е потребно за еден ваков украс да се изработи? Некои 35 минути. Значи толку одзема во текот на денот. Какви материјали најчесто користите? Може да се забележи дека имаме бисери, циркони исто така, па некои се изработени од трикотажен и полиестер. Се зависи во времето кога го правам. За кој има летни материјали кои се прават од рафија, од летен конец, а има зимски кои се прават од плишени, вакви што правиме и кебенца, се зависи од времето на годината. За зимско време повеќе користат украсни вакви и плишани такви, мекички. Кажете ми, во однос настрана од овие новогодишни украси, како се изработуваат пак овие новогодишни чанти и ранчиња? Исто така ми напоменавте дека овој новогодишен украс е најбаран во овој период и еден од најпопуларните, така да кажам, за дечињата, да. Најчесто ми го барат ова,
бидејќи може да се наполни со благи, најчесто бабите или родители ги купуваат за децата, бидејќи се користи и новогодишно, ама и може и цела година да се користи како корпа, повеќе наменско, за повеќе работи. Што е потешко за изработка? Дали ваква корпа каде што може да се стават благи работи, дали ранчињата и тешничките или пак малиот украс кој што го напоменав? Повеќе се бара внимание на малите. На големите повеќе труд и сила иде. Буквално и сила треба да имаш за да има форма, цврстина, за да и изгледа, ама и да држи форма. Кажете ме со самиот интерес, напоменавте дека има голем интерес, со самото тоа што има голем интерес и се купуваат рачни изработки, колку всушност тоа вреди за вас, ракотворците, колку тоа на некој начин ја поддржува вашата работа и колку е убаво да се купуваат рачно изработени работи со цел да се поддржуваат ракотворците? Да ти кажем, најпрвин, мене ми е големо задоволство и многу ми е убаво кога правам нешто со љубов и кога некој го купува стварно за саканите, да кажеме така, за најблиските, за саканите. Овие работи ги правам не само по нарачка, јас ги правам и сама себе да си ги сакам. И поради тоа имам многу побарачки, бидејќи ги правам моделите, не ги повторувам многу. Секој се е уникатен. Секоја година по нешто ново и нешто ново. Секој месец имам по некој модел нов. Зависи од каде најчесто црпите инспирации? Како се научивте да изработувате вакви украси, бидејќи да, се занимавате подолго време, но секој си има своји почетоци. Дали можеби интернетот ви помогна за тоа или едноставно луѓето се раѓаат со дарба и не секој може да изработува вакво нешто, па колку и да се труди и да проба да научи? Да кажам, со дарба да, не викам дека не, ама ако имаш и голема жерба, некој се раѓа со дарбата, не го користи тоа, не го продолжува. А некој ако е многу упорен, многу се внесува во работата и ако го прави со љубов, ќе му иде напред. А ако не го прави со љубов, не. Кај мене така и започна. Се сеќавате на вашиот прв изработен украс, без разлика дали станува збор за новогодишен или пак чантичка рачно изработена? Што беше првото изработено нешто од вас? Изработено вака официјално беше една чанта. Зелена, да. Нема разлика од тој изглед и... Нема разлика, да. Бидејќи секој месец и со секој ново модел кој го правам, нов изглед, нови шеми. Верувам дека многу луѓе знаат, верувам и преку нас, оглед на тоа дека два пати гостувате во нашата утренска емисија, знаат за вашите рачни изработки, но дали всушност луѓето дознале за вашата креативност која што ја изразувате преку овие производи на можеби на некои базари на кои што сте присуствувале, без разлика дали станува збор за новогодишни базари? Ова година моментално не сум активна на некои базари, лани и преку лани бев. Ова година премногу барачки имам од дома и на рачки и навистина не постигнувам за базари да идам. Мислам и онлайн, на социјалните мрежи многу барачки има. Пред самиот крај сакам да прашам и еве бидејќи напоменавте дека имате учествувано на базари до сега, не зборувам за сега. Какво е чувството еден ракотворац да се представува на такви базари и отколкаво значење за него самото присуство? Значењето е многу големо да се представаш, ама многу е значено и муштерија. Купувачот кој ќе го купува, како ќе ти го оценува тоа. Ако некој не ти го оценува, задоволството помалце. Ама бидејќи веќе ме познават и муштерите веќе и знаат и локација, да, има доверба и веќе не го гледат производот подетално или нешто, ми ги знаат работите и одма ги земат, да. Верувам дека е од огромно значење и тоа се разбира да добиете потврда од купувачите дека навистина имат убави изработки. Верувам дека и ние сме потврда за тоа со самото тоа што го правиме ова интервју во склоп на овој новогодишен период и дека им прикажуваме на нашите гледачи за што поточно станува збор. Ви благодарам многу за издвоеното време и ми беше драго што имавме можност повторно да зборуваме за овие новогодишни рачни изработки.
И мене ми беше драго да се представам и повторно да се гледаме со некои нови работи да ви ги представувам и се надевам ќе се гледаме во друга прилика.